Прошири алгебарските изрази. Првиот алгебарски израз, кој што треба да го прошириме, е изразот 3 по заграда 2а минус b плюс 5. Алгебарските изрази се прошируваат со број, така што бројот кој се наоѓа пред заградата ќе ги помножи сите броеви кои што се наоѓаат во заградата. Во нашиот случај имаме 3 броеви. За таа цел имаме 3 по 2а е 6а, 3 по минус b е минус 3b и плюс 3 по 5 е 15. На тој начин изразот запишавме без заграда и тој е нашиот проширен алгебарски израз. Вториот случај, пред заградата имаме минус x кој што се множи со x минус 3y минус 9. Во овој случај постапката е слична, но овој пат имаме променлива пред заградата која што носи знак минус. Во овој случај ја множиме променливата минус x со секој од членовите алгебарскиот израз. Значи множим x прво со x-от, па потоа со 3y и со минус 9. Напомнувам, внимавајте во овој случај на знакот. Минус x по x, минус x помножено со минус 3y, потоа имаме минус x помножено со минус 9. И добием минус x на квадрат плюс 3xy и плюс 9x. Минус и овој минус ќе ни го дадат плюсот, а x по x ќе ни даде x на квадрат. Внимавајте, најчеста грешка е x по x да ја напишете како 2x. Внимавајте, x по x е сушност x на квадрат. Ако имате една одсечка и таа одсечка ја соберите со истата одсечка, вие всушност добивате одсечка чија што должина е 2x. А ако имате една одсечка, а вие помножите со истата одсечка, вие всушност добивате квадрат чија што плоштина е x на квадрат. Исто така треба да внимавате кога се множат броеви со исти знаци, секогаш се добиваше позитивен број, а кога се множат броеви со различни знаци, секогаш се добиваше негативен број, односно знакот минус. Ајде сега да се обидиме да решиме последната задача од предвидените, каде што алгебарскиот израз се множи со минус 2а, односно со моном кој што има број и променлива и при тоа е негативен. Во овој случај постапката е идентична, така што мономот пред заграда или се множи со секој од членовите во заградата. При тоа ќе добиеме минус 2а се множи со минус 3а, потоа имаме минус 2а се множи со минус b, за да на крајот минус 2а се множи со 1. При тоа ќе добиеме минус и минус, плюс 2 по 3, 6а по а, видовме претходно а на квадрат. Минус по минус, плюс двојката се препишува затоа што немаме друга бројка, па имаме АБ и на крајот е минус 2а. Забележувате дека немаме мономи кои што можеме да ги сведиме или да се соберат затоа што се слични. Бројот плюс напред може да се пише, но и не мора, па затоа решението е 6а на квадрат плюс 2 пати а по b минус 2а. Во алгебарските изрази внимавајте, секогаш добра практика е членовите, односно променливите, да бидат во абецеден ред. Односно А, Б, С и така натака, онака како што се појавуваат во абецедата.